Добрите односи на македонската власт со најверојатно идниот најблизок соработник на Доналд Трамп, Ричард Гренел, човекот за кој се шпекулира дека ќе биде новиот државен секретар на САД, може да донесат многу за подобра иднина на Македонија. Според познавачите и повеќе од одлично е што постојат тие контакти со таков профил на луѓе уште пред да стапат на функција. Според политичкиот аналитичар Александар Ристевски, државава ќе има доста подобра позиција да го истера она што е нејзин интерес. Односи кои веќе се развиени од претходно во моментот кога одредени ликови не се носители на битни големи јавни функции, во моментот кога ќе дојдат, тоа означува една форма на и доверба и близкост, но и можност меѓусебните, да кажеме, ставови и гледишта кои одредени теми да се спроведат. Така да доколку е таа ситуацијата, доколку Гренел ја е главен на таа позиција која Трамп се очекува да го постави, очекувам дека Македонија ќе има можност да истурка повеќе од она што како своја правдина го тера. Македонија во моментов го има проблемот со Бугарија, која што со нерационален и билатерален спор не блокира на европскиот пат. Според Ристевски, контактите на македонската власт со новото раководство во САД може да помогнат директно на овој план, односно да се направи некаков вид на притисок кон Брисел и Софија за Македонија да продолжи интеграцијата кон ЕУ на темелно она што го постигнува, а не да мора да прифаќа уцени од други држави. Она што е во сфера на дипломатијата, таму каде што се испуштиле работите од контрола, таму каде што се направиле и лоши договори, дека во одредена мерка ќе се измодифицираат и дека на Македонија ќе се даде гаранција за побрза интеграција. Така да, јас сум уверен дека ќе се направи нешто да Македонија го продолжи процесот, но да не биде по секоја цена кочена, блокирана за работи кои припаѓаат на 19 век, а немаат врска со исполнувањето на тие копенхагеншки критериуми. Покрај со Гренел, премиерот Христијан Мицкоски има добри односи и во минатото стварени средби со Девин Нуњес, човекот кој важи за најблизок бизнис соработник на идниот американски председател, за кого дури се шпекулира дека ќе ги води бизнисите на Трамп додека тој е на функција. За Македонија секако од помош може да биде и Крис Павловски, американски бизнисмен со македонски корени и основач на Rumble, една од најбрзо растечките компании во САД.